А когато вие бяхте в извршната власт, тогава беше и атентатът против покойният председател Киро Глигоров. И от тогава до днеска все се говори в медиумския простор за това, че има някаква бугарска следа. Според вас, кои версии са най-легитимни днес? Знаете, атентатот не потресе сите нас, посебно нас кои бевме директно поврзани со Киро. Јас влегов во политиката по негова сугестија, иницијатива на 30 години и практично го следев целокупниот дел, посебно во сите разговори со распадот на Југославија, сите тие средби на председателите 7 или 8, практично во сите делови на дворешната политика. Киро имаше една клучна одлука која јас не можев сам, иако таа ми беше многу блиска одлука и направив некои чекори да ја реализирам, а тоа е внесувањето на американците на македонската сцена за време од 92 година посебно, но не можев ја тоа да го направам сам без негова клучна одлука и тоа беше по моје мислење и неговата најзначајна одлука, бидејќи воведувањето американците во Македонија значеше на некој начин гаранција дека нема да бидеме лесно нападнати од Србија, бидејќи Србија беше нашиот главниот проблем тогаш, и таа милошевичка политика на распад. И второ, релациите со албанците исто така одеа преку американците, за нас беше многу битно тоа, и тоа беше негова одлука. Мислам дека србите тоа никогаш, Милошевич посебно тоа никогаш не го заборави. Бидејќи тоа беше вистински раскин со Србија и вистинско полнолетство на македонската независност. Бидејќи ние стануваме независни кога тој папок со српската национална кауза од бивша Југославија ќе опрекинеме. И тоа беше вистински проблем за нас. Тие има влијание и во нашите служби, дел од тие служби се образовани заедно со српските и другите југословенски служби во Белград и обратно, така што таа пенетрација на српските служби е единствено, мислам, дефинитивно најсилна. Тука без дискусија, нема дискусија. Сега, при такви ситуации имате 3 или 4 услова по кои секогаш можете да процените евентуално од каде доаѓа иницијативата за таков еден чин. Треба да имате мотив, средства да ги изведете, прилика да ви се укаже и нормално да имате можност и сила да ги заташкате истрагата, ако можете да блокирате истрагата да не оди во правилна насока. Тоа само српските служби во Македонија го има. Значи, Киро беше 2 дена пред атентатот на последен разговор со Милошевич, каде му беше понудено дали Македонија да влезе во некоја царинска унија со скратена Југославија. Тој тоа го одбил и 2 дена после тоа се случи атентатот. Српската Милошевичкиот режим имаше традиција во елиминирање на политичките противници. Тоа во Србија не е некој посебна тајна и метод, познат во тој период. И практично сите од овој аспект денеска посебно, истрагата, условно да кажам, се водеше и со FBI присуство и со германските служби, така горе-долу сите детали на неа се открија околу технички детали околу атентатот. Но кога почнаа да се бараат трагите, кога се лоцира луѓето со фотороботот кој може да биде дел и од нашите служби, а на врска со изведувачите, тогаш почна операцијата на шетање на истрагата. Лево, десно. И во главно беа винети овдека барем класичните за обвинување, речеме, или познатите под наводници сомнителни групации. Тоа беа или бугари или албанци во таа српска операција, српско-македонска операција. Па и мене ми беа такви податоци презентирани во главно, бидејќи министерот не изведува истрагата, изведуваат професионалци од службите, но почна тој тип на заведување. И прво беше оцена на мултигруп во Бугарија, па потоа се премести на некакви албанци во емиграцијата,
па и тоа све, сите само не српските линии. Тоа ви е во принцип сумнително на почетокот. И тоа остана така. Мислам дека тие траги не доведоа до конклузивни решенија, дека некои од тие посочени во тие извештаи тогашни се вистински инволвирани. Значи, ни Мултигруп, Павлов, како се викаше тој шеф на Мултигруп, ниту албанците, неколку албански линии, туку сите траги практично водеа кон нашиот северен сосед и тој режим тамо, но не се докрајчи, таа приказна остана отворена. Јас се надевав дека после падот на Милошевиќ, времето на Џинџич, тие служби ќе ги отворат. Му сугерирав на мојот наследник Чокревски да проба да добие информации како тоа дело, меѓутоа очигледно тие не само не знам дали беа затворени или тоа беше една операција која била изведена кабинетски. Милошевиќ и подземјето нивно заедно со тие оперативни служби и врски кои можеле да ги фатат и кај нас во нашите служби. И во таа смисла тоа ќе остане, мислам, на тој начин отворено се до некои подобри денови кога можат да се откријат во српските архиви, мислам, повеќе трагови околу тоа. Тоа е моје мислење околу тоа дефинитивно.